Почитувани, денеска сум во Делчево и Делчевско на посета и разговор со производителите на слива од овој регион, кои што во моментов се соочуваат со проблеми на пласман и откуп на сливата од овој регион. Денеска и земјоделците од овој регион протестираат против немањето откуп и ниската откупна цена која што во моментов ја понудуваат откупувачите од овој регион. Практично цената е мизерни 8 денели по килограм, кој што едноставно никој не ги откупува. Затоа и го блокира регионалниот пат да го израза своето незадоволство кое што го живеат во моментов. ВМРО ДПМН секогаш давала поддршка на земјоделците, така и мојава денешна посета да уште еднаш апелирам до власта дека ова што се случува во земјоделскиот сектор во Република Македонија и со земјоделците од Малешевијата навистина загрижувачки, дека навистина треба да ги одработат своите работни активности во интерес на земјоделците и министерот за земјоделство и владата на Република Македонија. Да не трошат пари на луксус и луксузирање на државен трошок, него навистина да работат во интерес на земјоделците. Само за подсетување, СДСМ во овој регион во предизбориот од 2016 година ветуваше и дестилери, и откупувачи и пласман сигурен на овој земјоделски производ. Денеска гледаме дека земјоделците мака мачат како да го предадат родот свој. Ова денешна посета е уште еден апел до власта затоа што навистина земјоделците, жителите од овој регион кои што екзистираат, единствен приход им е одгледувањето и продажбата на сливата, ќе не може да презимат зимата која што е на самиот прак, затоа што овој производ им е единствената екзистенција. Добро. Земјоделците на протестот видовме дека едноставно се ставени пред свршен чин, не можат да ја истераат оваа сезона, меѓутоа и наредната година овоштарниците не можат да ги применат своите агротехнички мерки, односно едноставно кажано овоштарниците ќе умрат. Ваша порака во однос на тоа? Како што напоменав, значи не се работи само за пласманот на оваа година, се работи и за опстојување на оваа гранка во овоштарството во Република Македонија. Ако сега не го предадат родот, ако сега не земат приход од продажбата на сливата, едноставно и наредната година ќе биде уништена како производна година, затоа што ќе не можат земјоделците да обезбедат финансиски средства да ги одржуваат овие насади кои што се со сите овие репроматеријали кои што се поскапени со стотици проценти, едноставно ќе не може да издржат она што треба да значи одржување на овие насади. Знаеме дека во Малешевијата имаме негде околу 12 до 14.000 тони производство на слива. Тоа е огромна количина која што навистина заслужува и треба да биде пласирана на пазарот затоа што станува за еден квалитетен земјоделски производ. Во однос на состојбата на минатогодишните пожари, оваа година сведоци сме дека шумите во Пијанец и во Малешевијата немилосрдно се сечат. Значи, од друга страна, надлежните не нудат мерки за пошумување на овие површини, односно ќе останат голи. Нешто ваш став во однос на оваа состојба? За жал, да, сведоци бевме дека минатата година во шумските пожари кои што го фати овој регион изгоре голема површина на шуми и тоа само заради неспособноста на власта за навремено да се справи со таа ситуација. Она што дополнително загрижува е дека опожарените подрашја сега се сече таа шума и се носи на локации кои што се блиски до власта. И дополнително она што навистина треба да биде апел до власта е да овие површини кои што се опожарени да бидат пошумени за да се обнови овој шумски фонд. Знаете дека во Република Македонија на престој пред нас е есента, односно зимата, и кога сме во делот на она што значи дрво и дрвна маса, гледаме дека и македонски шуми не може да обезбеди дрвна маса за граѓаните кои што имаат потребна од овој енергенс како затоплувач на нивните домови. Така да целиот овој сектор во шумарство, покрај тоа што во Малешевијата е проблем со пошувањето, едноставно во цела Република Македонија ќе има дефицит на дрвната маса. И тоа пак ќе потенцирам само и само заради неспособното и криминогенното делување на раководството во Македонски шуми, Министерството за земјоделство, односно целата влада која што е во моментов на власт во Република Македонија.